Задача 4. Давид и Ели купиле одреден број на DVD-а и вкупно платиле $96. Ако Ели купила 10 повеќе DVD-а од Давид и платила $20 повеќе од него, се определи бројот на DVD-а кој што го купил Давид. Како и во претходните задачи, така и во оваа задача ќе направиме модел диаграм, односно ќе се обидиме со помош на графичкиот начин и со помош на моделирање да определиме решението на задачата. Напред да го направиме тоа, да видиме кои се работите што ни се познати од тоа како е зададена задачата. Знаеме дека имаме две личности, Давид и Ели, кои купувале DVD-а и вкупно платиле по 96. Знаеме дека купиле одреден број на DVD-а, но не знаеме точно колку. Знаеме дека Ели купила 10 повеќе од DVD-а од Давид и платила 20 повеќе од него. Значи, модел диаграмот ќе го почнеме со, например, Давид, кој што бројот на купени DVD-а ќе го моделираме со следниот правоаголник. Нека го боиме, например, црвена бројот на DVD-а што го купил. Ако Ели го моделираме исто така и нејзиниот број на DVD-а, текстот на задачата знаеме дека таа купила 10 повеќе DVD-а од Давид. Тоа тука се истиот број DVD-а, но бидејќи знаеме дека купила 10 повеќе, го продолжиме должината на правоаголникот. Значи, на овој начин со модел представивме дека Ели купила бројот на DVD-а што го купил Давид, но уште 10 повеќе. Но исто така знаеме дека овие 10 DVD-а повеќе се $20 што ги платила. Значи, 10 DVD-а чинат $20 повеќе. Тоа значи дека едно DVD чини 20 поделено со 10 или $2. Исто така знаеме дека купно двајцата потрошиле $96. Тоа значи дека на Давид делот што недостасува за да бидат двата модели исти, се оствари овдека $20 што се вишок што ги дала Ели, што ги потрошила повеќе. Но, од друга страна, ако од модел диаграмот на Ели ги одземеме $20 вишок, ние ќе добиеме два идентични правоаголници. Правоаголникот што ги представуваше, модел правоаголникот што ги представуваше парите од Давид, плюс модел правоаголникот, идентичниот тој, од парите DVD-ата што ги купила Ели, значи овој беше Давид, овој дел, а Ели делот е нејзиниот тука. Забележувате дека нејзиниот дел е без $20, купно ќе прават 96 минус $20. Тоа значи дека двата делови ќе прават вкупно $76. Тоа значи дека
Делот на Давид, бидејќи е еднаков со делот на Ели, тие треба да представуваат двата делови 76 делено со 2, бидејќи имаат иста големина 38. Значи, Давид потрошил 38 долари, а Ели потрошила 38 долари, но бидејќи потрошила и 20 повеќе, таа потрошила 58 долари. Но бидејќи претходно видовме дека едно DVD чини 2 долари, а Давид добивме дека потрошил 38 долари, тоа значи дека Давид купил 38 поделено со 2, 19 DVD. Ајде сега да се видиме дали задачата решението ги исполнува почетните услови. Значи, ако Давид купил 19 DVD-а, секој DVD е по 2 долари, значи тој потрошил 38 долари. А бидејќи Ели потрошила 20 повеќе, значи Давид 19 DVD по 2 долари, 38 долари, а Ели потрошила парите од Давид и плюс 20, тоа се 58, двајцата заедно потрошиле 38 плюс 58, 96, колку што имавме и на почетокот. Со што задачата ја решивме.